вела дека културата обстојува благодарение на луѓето кои што ја создаваат. За состојбата во културата, за синдикалната борба, за условите во кои што работат културните работници, разговараме со мојата гостинка Вера Атанасовска, председателка на Синдикатот на култура. Добар ден и добре дојдовте. Добро ве најдов. На денеска една од причините, односно една од темите за кои што ќе говориме се секако последните случувања во Македонската опера и балет и онаа дисциплинска казна, како да ја наречеме, опомена за обоиската Татјана Петрушевска. Имаше пресконференција, знаеме сега следот на работите како беше, до објаснувања, каква е состојбата, има ли резултат од таа дисциплинска комисија која што требаше да го изанализира целиот случај. Па вака, СКРМ реагираше на барање на нашата членка Татјана Петрушевска и СКРМ значи даде објава кога адвокатскиот тим на синдикатот кажа дека е прекршена постапката, нели согласно Законот за работни односи и Законот за култура. Прекршена во однос на суспензијата, нели, на колешката, која што се дава во исклучителни случаеви, а тоа е ако е нели направено некое кривично дело нели во институцијата или пак ако присуството нели на суспендираниот го загрозува нели работниот процес во институцијата или незиното присуство е штетно се одразува врз установата. И така да сметавме дека таа мерка е малку нели пренаглена, бидејќи не предходеле на низе некои дисциплински постапки. Опомени или слично, и заради тоа реагираше СКРМ. И така да вчера, колку што разбравме, приговорот што го достави Татјана Петрушевска до прадниот одбор и е прифатен и мислам дека суспензијата е укината. Така да сега останува само дисциплинската постапка која што е во тек и нели ќе видиме на крај како ќе биде исходот. Нашата членка има секако адвокатска помош од синдикатот за нели да може процесот да се одвива согласно законските прописи. Така. Сега не знам дали можеби е добро да кажам дека да го гледаме како изолиран случај или како генерално каков печаток остава еден ваков случај, особено кога се работи за една културна институција која што има голем авторитет во целата јавност и дали е показател на некој внатрешен проблем? Па вака, за сега ова е изолиран случај, не можеме да го нели глобализираме како да е за целосно нели случување во културата. И така ќе го гледаме како изолиран случај, секако дека не е убаво, значи не е убаво за институцијата, не е убаво за целата фела. Меѓутоа, се случило и сега е наше нели да помогнеме правно колку може да биде издржано. Значи да се тера таа постапка согласно законските прописи. Знаете, зашто ве прашувам за тоа што ова е една сензитивна област, каква порака ве се испреќа до сите културни работници кога велите изолиран случај, така ќе го гледаме бидејќи секој случај сам по себе нели има причини, има последици, има објаснувања, сега институцијата имаше едно објаснување, обоиската друго, меѓутоа генерално каква порака се испреќа? Па вака, пораката не е убава, секако, значи идење со најстрогата казна суспензија не е добро, значи сепак треба да претходи на нејзе некои опомени, дисциплински постапки, па за да можеме некого да кажеме дека нели заслужува да биде суспендиран од работа и тоа на 6 месеци со 50% на плата. Значи пораката не е убава, меѓутоа добро е што се реши, што приговорот на управен одбор е прифатен и што понатаму нели ќе се тера согласно законите и се надеваме дека во иднина вакви драстични мерки нема да бидат нели процесуирани.
Минатата година, сигурно се сеќавате, разбранува јавноста е случајот со диригентката Дијана Имирилковска, кога нели имаше и тамо еден проблем, го изгуби своето работно место во филхармонија поради нетрансформиран работен однос, имаше нели цела постапка. И сега кога се случува ова во секторот култура, малку и нели во јавноста така се восприема како совчудено видување. Што практично се случува, се работи за културни уметници кои што многу вложуваат нели во својата работа, кои што навистина и многу работат и се нели општо прифатени со голем авторитет и со големо почитување во јавниот сектор. Секако ние реагиравме и тогаш, меѓутоа тогаш што се случи, значи беше трансформација на уметници од категорија А. Значи диригент како место, работно место не е во категоријата А на уметници, заради тоа незиното работно место не можеше да биде трансформирано со измените на законот што стапија, нели што беа направени измените на законот за култура. Ние како синдикат дадовме иницијатива за промена на членот за трансформација, бидејќи уметниците од категорија А до тогаш беа вработувани на определено време од 5 години. Со тоа што нели дали после тоа ќе им се продолжеше договорот или не, беше неизвестно. Значи ние баравме како и останатите вработени во културата да бидат вработени на неопределено време и заради тоа баравме измена на тој член. И тој член се измени со тоа што сите до тога што беа вработени нели од категорија А се трансформира на неопределено време. Мене ми беше жал што одредени луѓе, нели вработени тогаш во Македонската филхармонија, не беа опфатени со измената на тој член и сега можеби требаше да се најде некој модус, можеби требаше нели да се случи нивна трансформација. Меѓутоа, сега, знаете, тоа зависи од многу фактори, значи институцијата, Министерството за култура, сепак тука синдикатот не можеше многу да направи во однос на тоа. Колективните договори секогаш кога се зборува нели за одредени права, секогаш се повикуваат нели синдикатите во оној социјален диалог помеѓу нели работодавачот и синдикатите кои што директно се вклучени, сите практично социјални партнери во креирање на еден колективен договор. Што предвидува колективниот договор за културните работници и конкретно зошто еве во крајна линија неговото спроведување е клучно? Па вака колективниот договор е сепак договор направен помеѓу синдикатот и Министерството за култура и натре правата работнички што се утврдени се многу важни за вработените во културата. Вака ние во изминатиот период нели станавме познати по тоа што цело време нели го браниме колективниот договор за култура, го браниме затоа што цело време е напаѓан колективниот договор за култура и тоа најмногу заради членот за пресметка на плати, каде што платите на вработените во културата се усогласуваат со минималната плата. И јас не разбирам, мислам и вработените во култура не разбираат, зошто е тоа проблем. Бидејќи нашиот колективен договор кога се потпиша, многу соседни земји го земаа како пример, бидејќи така треба да функционира едно општество. Ако расте минималната плата, треба и останатите плати да се усогласуваат согласно минималната плата. Ако растат трошоците на живот, режимските трошови, инфлација и слично, тоа придонесува раст на минималната плата. Зошто не би требало да растат и останатите плати согласно минималната плата и секој да добие достоинствен живот? Сега, баш заради тоа, заради тој член за пресметка на плати, колективниот договор во култура е цело време напаѓан и ние нели сме познати само по тоа, а не по нешто по што треба да бидеме препознаени. Така. Каков е одговорот еве или комуникацијата со Министерството за култура? Па, во моментот со Министерството за култура имаме многу слаб социјален диалог, затоа што нашите ставови се разграничуваат, значи немаме ист став за нештата, посебно за начинот на пресметка на платите, како што е запознаена јавноста лани во месец март, значи кога требаше да биде усогласувањето со минималната плата, нашите плати беа скратени за 3% со дадени насоки од Министерството за култура.
тогаш насоките беа дадени, пратени по мејл, значи немаше изготвувач, немаше потпис кој ги направил. Институциите и директорите беа приморани на тој начин да ни ја пресметуваат платата, односно општиот колективен договор за јавен сектор не беше правилно ефектуиран во пресметката на плата и тогаш ние како културни работници изгубивме 3% од платата. И ние во изминатиот период, значи дадовме 800 тужби, ги обжаливме решенијата кои што ни беа дадени по тие насоки. Побаравме социјален диалог, значи баравме да разговараме, да најдеме начин како ова да се надмине, затоа што тие 800 тужби носат многу големи финансиски импликации по буџетот на државата, затоа што знаеме денеска колку чини еден процес додека се заврши, нели? Имајќи предвид дека овдека се работи за статусно право и одредбите од законите и колективните договори се многу јасни, ние знаевме дека судот ќе пресуди во полза на синдикатот. Така и денеска имаме преку 20 судски пресуди и повторно немаме социјален диалог со Министерството за култура. А и кога одевме на состаноци минатата година, ова прашање не беше тема на разговор. Значи, они не сакаат да разговараат за насоките кои што ги дадоа и кои што се спротивни на колективните договори. Оставија да ги чекаме судските пресуди. Сега денес веќе имаме судски пресуди, значи како што кажав и преку 20, меѓутоа повторно немаме диалог. Напротив, сега имаме нешто ново, имаме упатство донесено од министер за култура, каде што тие насоки кои што беа пратени по мејл и за кои што судовите кажаа дека не се како што треба, дека се спротивно на колективните договори, сега ги имаме преточено во еден подзаконски акт, упатство подпишано од министер за култура. Има ли можност за некоја медијација или можеби соработка? Сепак министерот доаѓа директно од вашата фела и сигурно добро ги знае работите како стојат во секторот. Затоа и се културните работници разочарани, затоа што очекувавме дека сега ќе имаме министер, кој што е од нашата фела, кој што ги знае проблемите, колективниот договор за кој што заеднички сме се бореле, значи бил и тој во нашите редови кога сме се бореле за тој колективен договор, кога сме ги барале правата и по општиот колективен договор во 2023 и 2024 година, исто министерот бил меѓу нас и сега наеднаш од позиција на функција на министер работи спротивно на тоа што заеднички се залагавме изминатиот период. И затоа и разочарувањето кај културните работници уште поголемо. Пробуваме, ние се уште пробуваме, не губиме надеж, пробуваме да имаме социјален диалог, меѓутоа, како што кажав, некако на оваа тема не можеме да најдеме заеднички јазик. Значи, они сметаат дека упатството што го има дадено и насоките се законски најисправниот начин на пресметка на плата, од другата страна, ние што сметаме дека колективните договори не се испочитувани како што треба и каде што 5 различни суда дадоа пресуда со истото образложение, они тоа не го прифаќаат. Рековте доста пари и финансии кои што ќе се одлеваат по основ и на судски трошоци и на овие процеси кои што ќе тераат, бидејќи веќе дел од тие тужби се добиени. Меѓутоа, добро, генерална една оценка за состојбите во културата како културни работници, условите во кои што работат културните работници? Вака, како културни работници се соочуваме со многу проблеми, значи покрај ова што се бориме за платите, тоест за платите да бидат исплаќани согласно колективните договори. Можеме да кажеме дека во институциите од културата нема соодветни кадри, значи го бориме со стручен кадар, или пак имаме вработувања кои што се направени без претходна функционална анализа за потребите на институцијата, какви вработувања се потребни.
Исто така во стенската дејност имаме таму пак фали техничка служба, администрација, имаме на пример примери каде што се плаќаат паушали, хонорари, договори на дело на адвокати, затоа што во институцијата нема правници. Или пак, на пример, во заштитната дејност немаме доволно стручен кадар, односно немаме луѓе кои што имаат стегнато стручно звање, бидејќи стручното звање пак е основа за водење на проекти во заштитата, баш заради тоа што во претходните години немало доволно вработување на стручен кадар. Од друга страна пак тие луѓе што се вработени и што веќе имаат стекнато стручно звање не им се валоризира. Значи Министерството не дава финансиски надомест за тој што стекнал стручно звање. Па така имаме вработени кои што работат посложени, поодговорни работни обврски, а се платени на пониско работно место, што не е во ред и не треба така да биде. Во театарската дејност, например, немаме унапредување со години, така да ако некој се вработил четврта група актер, се пензионира како четврта група актер, а пак во други имаме театри каде што па во старт се вработуваат на повисоки групи на актери. И така да немаме некоја унифицираност на работите, посебно во театрите и во стенска музичка дејност. Ние тоа и го баравме од министерот, кога дојде да се направи еден закон за театри и закон за стенско музичка дејност. И еве до ден денеска уште немаме изгледи за тоа. Или на пример унапредувањата да има некои унифицирани стандарди како ќе се врши унапредување на актерите, затоа што секоја институција има различен начин на унапредување од една во друга категорија. Исто така можеме да кажеме дека буџетот за култура е секоја година се понизок и понизок. Значи еден од најниските во целиот јавен сектор. Така да лани, минатата година, буџетот воопшто не беше објавен на сајтот на Министерството за култура. Ние, како што до сега се правеше изминатите години, тоа се остави на институциите да го објават на нивните веб страници, иако голем дел од институциите немаат своји веб страници, а и оние што го објавија, ги објавија програмата без финансискиот дел. Значи, ние со тоа не видовме транспарентност, не видовме колкав беше буџетот за минатата година. Исто така, зборуваме и за нефункционални институции. Имаме театри кои немаат театар, знаеме театарот во Прилеп, значи веќе вработените почнаа и да ги бројат на социјалните мрежи деновите, од кога им е ветен театар, а до ден денес нема ништо. Исто така има театри кои што немаат соодветни работни услови за работа, па им се нудат алтернативи, каде што најчесто или нема грење, или нема услови за работа. Знаеме, еве, турскиот театар се гради 11 години, уште не е направен. Кумановскиот театар со години се реновира и никако да видиме некаква. Можем да кажеме, еве, например, за скопските институции, кои што се локални, веќе подолго време не функционираат. Се надеваме дека сега ќе почнат некако да функционираат, така да единственото градско киното Милениум не работи, па така да филмаджиите гледаме, еве сега и силен штрк од промоцијата беше во МНТ, затоа што киното Милениум не работи. Исто така домот на градежници Кочораци има двајца вработени, универзалната сала со години ја нема, културно-информативниот центар нема кадар, така да знаеме дека Скопје ќе биде 2028 европски град на културата, а ние имаме нефункционални институции.
Така да проблемите во културата се големи, меѓутоа, нели, ние од што цело време зборуваме за колективниот договор за платите, бидејќи нели цело време притисокот е тука насочен, не можеме да ги кажеме. Како да се маргинализираат реалните проблеми така што се за обстојување на секторот. Да. Како синдикат, што е она што ќе го превземете? Рековте дека не е баш добра комуникацијата на солидно ниво. Што ќе превземете еве за сите овие, за надминување на сите овие проблеми? Детектирани се проблемите, меѓутоа конкретно треба да се најдат решенија. Па вака ние пишуваме јавно објавуваме, значи тоа представува еден вид апел до Министерството за култура, ако не сме викнати на социјален диалог, барем вака преку социјални мрежи, преку да не чујат и да не видат, така да се надевам дека со текот на време нели ќе допре нешто до нив, па ќе се обнови тој социјален диалог, па ќе можеме ние како културни работници активно да учествуваме во создавањето на културата. Бидејќи сега еве во овој период ние порано како синдикат учествувавме и во повеќе работни групи, например во изготвување на закони, во изготвување на стратегии, бидејќи ако културните работници се тие што можат најдобро да кажат што е најдобро, еве сега во овој период не функционира ни тоа. Така. Ви благодарам многу, како што на самиот почеток споменав, културата обстојува благодарение на луѓето што ја создаваат. Да. Верувам дека ќе и надлежните ќе имаат слух за сите овие ваши барања, а секако во интерес и на сите граѓани, затоа што и ние сакаме нели да ги почувствуваме благодетите на културата, која што е амбасадор нели секаде и дома и надвор кога ќе се излезе. Така е. Секој сака да се промовира со културата. Кога некој ќе дојде во нашата земја, прво му ја покажуваме културата, така, прво го носиме во музеи. Да, и културни институции. Да, и во културни институции, функционирање да не биде ставено. Да, а од друга страна, нели, имаме вакви проблеми со кои се соочуваме и не сакаме да најдеме решение. Ви благодарам многу уште еднаш, секако стоиме на располагање да зборуваме и за некои реализирани планови и проекти и секако и во интерес и на вас како културни работници и на граѓаните кои што сакаат да бидат дел од тоа културно живење во Скопје и во цела Македонија. И благодарам на поканата. Почитувани, правиме уште една кратка пауза и следува третиот последен разговор. Верувам дека исто така ќе биде интересен. Секако ве покануваме да останете на нашата фреквенција. За многу кратко ќе следува и третиот разговор.